Благодарам председателка, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министар, почитувана јавност. Денес не расправаме само за изменување на буџетот, денес расправаме за тоа како една држава треба да реагира кога околностите ќе се променат. Бидејќи да бидам искрени, никој не можеше да предвиди дека во 2026 година светот ќе продолжи да се соочува со воени конфликти, нестабилни пазари, раст на цените на енергенсите и голема економска неизвестност. Но токму во такви времења се гледа разликата помеѓу одговорно и неодговорно управување. Неодговорно е да се правиме дека ништо не се случува, да го ставиме буџетот ист, иако околностите се промениле. Одговорно е да се анализира состојбата, да се утврдат новите приоритети и средствата се насочат таму каде што се најпотребни. Токму затоа денеска разговараме за ребалансот. Гледам дека сака се создаде впечаток дека ребалансот значи дека нешто не е во ред. Јас не се согласувам. Во секоја сериозна држава ребалансот е нормална алатка. Тоа не е знак на слабост. Тоа е знак дека институциите следат состојбата и носат одлуки врз основа на реалните економски движења. И токму тоа се случува. Ребалансот ги приспособува јавните финансии и актуелните услови, без да се откаже најважната цел – економскиот развој и инвестициите. Да ги погледнеме сега фактите. Во првиот квартал од оваа година економијата оствари раст од 3,1%. Градежништвото бележи раст од над 7%. Раст има и во услужниот сектор, а индустријското производство повторно се враќа во позитивна зона. Просечната плата расте, невработеноста продолжува се намалува, странските директни инвестиции бележат значителен раст. Тоа покажува дека економијата има стабилна основа, но истовремено и дека мора да продолжиме да инвестираме за тој раст да продолжи. Од друга страна, сите сме свесни дека инфлацијските притисоци и геополитичките случувања создадоа нови предизвици. И затоа владата не треба да го игнорира проблемот, туку треба да реагира, да ги ревидира проекциите и да ги приспособува расходите. Да, со овој ребаланс има ставки како и средствата се намалуваат. Но тоа не е затоа што владата се откажува од проекти, тоа е затоа што секој ребаланс подразбира пренамена на средствата таму каде што тие ќе дадат најголем ефект. Кога е одреден проект, реализацијата е побавна од планираното, одговорно е тие средства да не стојат неискористени. Тие се пренесуваат кон проекти што имаат подобра динамика, што можат веднаш да се реализираат и што побрзо ќе донесат резултати за граѓаните. Тоа не е кратење на развојот, тоа е домаќинско и одговорно управување со јавните финансии. Владата исто така обезбедува дополнителни средства таму каде што има најголема потреба. Истовремено обезбедува редовна исплата на платите, пензиите и социјалните права на граѓаните. Како треба да реагира држава кога ќе се променат условите? Јас верувам дека одговорот е едноставен. Не со паника, не со блокирање на развојот, не со запирање на инвестициите, туку со паметно управување, со прилагодување и со јасни приоритети. И токму затоа сметам дека најважно прашање денес не е дали имаме ребаланс, најважно прашање е каде ги насочуваме средствата, затоа што токму таму се гледа политиката на една влада. Почитувани колеги, сега доаѓаме до најважното прашање, каде одат парите, бидејќи граѓаните не ги интересира дали една ставка е зголемена за 5 или за 10%, граѓаните сакаат да знаат што ќе добијат тие. И одговорот е многу јасен, со овој ребаланс продолжуваат инвестициите таму каде што најмногу и требаат на државата. Продолжува изградбата на коридорите 8 и 10D, тоа не е само уште еден инфраструктурен проект. Тоа е проект што ќе поврза државата, ќе го забрза транспортот, ќе ги намали трошоците на компаниите и ќе создаде подобри услови за нови инвестиции. Тоа е инвестиција што ќе користат генерации, а не само оваа влада. Но развојот не е само автопат. Развој е оно што се случува во секоја општина. Затоа ми е особено важно што во овој ребаланс продолжува поддршката за инфраструктурните проекти во општините. Затоа што не постои мала или поголема инвестиција кога зборуваме за граѓаните. За некого автопатот е најважен, за друг најважно е конечно да добие асфалтирана улица во своето мало, за третиот најважно е да има вода за пиење. Токму затоа инвестициите во општините се инвестиции во достоинствен живот. Многу често сите зборуваме за загадувањето, за чистата вода, за здрава животна средина,
Но тоа не се решава со соопштенија, не се решава со пресконференции, се решава со инвестиции, со изградба на водоводи, со изградба на канализации, со пречистителни станици, со конкретни проекти. И токму затоа средствата што се насочуваат во овие области се едни од најважните во овој ребаланс. Продолжуваат инвестициите и во образованието. Не зборуваме само за нови згради, зборуваме за подобри услови за младите, за подобри услови за студентите и за модернизација на студентските домови. Затоа што ако сакаме младите да останат овде, мора да им обезбедиме услови за достоен живот. Истовремено продолжува и поддршката за земјоделството. И тоа е правилна одлука, затоа што секој диран вложен кај земјоделството значи повеќе домашно производство, повеќе домашна храна, поголема сигурност, поголема конкурентност и така натаму. Оно што мене ми остави најсилен впечаток е што е покрај сите овие инвестиции државата не се откажува од своите обврски кон граѓаните. Исто така продолжуваат да се исплаќаат платите, пензиите и социјалните права остануваат заштитени. Тоа покажува дека можеме истовремено да водиме сметка за развојот и за социјалната сигурност. Кога ќе ги погледнете сите овие проекти заедно, станува јасно дека ова не е ребаланс што само прераспределува средства, ова е ребаланс што поставува приоритети, а приоритет е инфраструктурата, приоритет е здравството, приоритет е образованието, приоритет се младите, земјоделците, животната средина и најважно се приоритет се граѓаните. И токму затоа сметам дека овој ребаланс има јасна развојна компонента. Почитувани колеги, во текот на оваа расправа сигурно ќе слушаме различни критики и тоа е нормално, таква е демократијата, но мислам дека сите треба да се поставиме едно единствено прашање: која е алтернативата? Да ги запреме патиштата, да ги запреме проектите во општините, да ги запреме проектите во образованието, здравството, да им кажеме на граѓаните да почекаат некоја подобра година? Јас не смислам дека тоа е решението. Во време кога светот е неизвестен, државата мора да покаже стабилност, а не неодлучност. Токму затоа инвестициите не сме да запрат. Ќе слушнеме дека дефицитот е поголем, да, тоа е факт, но уште поважно е да се запрашаме зашто ќе се користат тие средства, ако тие средства се вложуваат во патишта, во железници, во водоводи, во канализации, во болници, во инфраструктурата во општините. Тогаш тоа не е обичен расход, тоа е инвестиција, инвестиција што ќе создава вредност и по 10, 20 или 30 години. Почитувани, многу е лесно да се критикува, многу е лесно да се каже дека ништо не чини, но многу потешко е да се понуди решение. Многу потешко е да се преземе одговорност, да се донесат одлуки и да се обезбедат средства за да се реализираат овие проекти. Токму тоа е задачата на секоја одговорна влада, затоа денеска не треба да се надпреваруваме кој ќе изнесе поголема критика, треба да разговараме што ќе добијат граѓаните, а граѓаните не живеат од политички препукавања, тие сакаат подобри улици, подобри училници, подобри болници, повеќе инвестиции, повеќе работни места, посилна економија и подобар живот. Според тоа ќе оценуваат сите нас, не по тоа колку сме зборувале, туку по тоа што сме направиле. Политиката не се памети по говорите што сме ги одржале, политиката се памети по резултатите. По патиштата што сме ги изградиле, по училиштата што сме ги реконструирале, по градинките што сме ги отвориле, по водоводите, канализациите што сме ги изградиле. По условите што сме им ги создале на младите за да останат овде. По поддршката што сме им дали на стопанството, земјоделците и на секој еден граѓанин. Тоа е вистинската мерка за успех на една политика и затоа сум убедена дека овој ребаланс не е само технички измена на буџетот, ова одлука да продолжиме со проектите, да продолжиме со инвестициите и да продолжиме да развиваме Македонија. Затоа ќе го поддржам предлогот за изменување и дополнување на буџетот од 2026 година и ве повикувам и вас, драги колеги, да го поддржите исто, заради тоа што секоја ставка во овој ребаланс носи конкретен проект, конкретна потреба и конкретен интерес на граѓаните. Ви благодарам.